Се враќаме назад во живо од студиото и како што напоменавме при терминот во 14 часот и она најава на програмата, Еден ТВ денеска слави една година од своето постоење. Па така и оваа тема која што ја работиме денеска заедно со нашиот гостин Дејан Ѓоргиевски од Центарот за развој на медиуми. Пред се добре дојдовте, ова не е ваше прво гостување во телевизијата. Не, мислам второ или трето. Прво добар ден, добро ве најдов. Благодарам што ме поканивте и веднаш да ви го честитам првиот роденден. Да, ви благодариме. Поклон не носам за жал. Поклонот е тоа што сте овде како гостин. Имено ќе зборуваме за влијанието на телевизијата, колку телевизијата ја има она своја традиционална улога од времето кога е создадена со сликата, со тонот, а потоа нели и бојата. Ја има ли загубено во ова модерно време својата, сега не знам на македонски како да кажам, но драшта, дали ја има загубено телевизијата или тоа е сепак се уште иднината? Зависи за што зборуваме кога зборуваме за телевизија. Дали зборуваме за телевизија нели како платформа технолошка, нели како користење, не знам, на електромагнетни бранови за пренос на слика и тон, дали зборуваме за телевизија како содржина од одреден тип која што главно се емитува преку тие платформи на телевизија, дали зборуваме за телевизија како нели како медиум, како објект во кој што има, не знам, студио, камерите, водители, гости и така натаму. Значи вака, тоа дека влијанието на аудиовизуелните, ја би пошол од таму. Значи, аудиовизуелната продукција, аудиовизуелните медиуми ќе го задржат своето влијание, па во таа смисла и тоа што до сега го нарекувавме телевизиска продукција, а сега се повеќе се користи тоа аудиовизуелна продукција, ќе остане веројатно најмоćната алатка за влијание. Тоа е од повеќе причини, главната и основна е што луѓето како вид животински, ако сакате, сме такви, визуелни сме, најлесно ни е да го примиме, да го сватиме светот, нели дури и нашиот народ има поговорка или речица како е веќе, дали е поговорка, да видам па да верувам. Така што во таа смисла моќта на аудиовизуелната продукција. Сега во денешно време телевизијата како медиум, нели тоа што зборевме, камери, уредувачка политика, уредници, тоа е сменето. Сменет е начинот на кој што луѓето и се повеќе се менува, им пристапуваат на таквите содржини. Знаете, се покажува дури и кај нас, младите се помалку гледаат она што се нарекува традиционална линеарна телевизија, се повеќе тоа оди на кај on-demand платформи, оди онлайн, имате едно чудо конкуренција сега, затоа што просторот, нели, на времето традиционалните медиуми ја имаат таа привилегија и моќ, тие диктираат со јавната комуникација. Ако некој сака да комуницира со јавноста, мора да оди преку традиционалните медиуми и да мине низ филтерот на уредувачка политика, уредници, новинари. Ако новинарите и националните медиуми не сакаат тоа да влезе во јавната комуникација, нема да влезе. Денес со појавата на интернет се појави една страшно ефтина платформа преку која што сите што сакаат може да комуницираат директно со јавноста. Значи, го избегнуваат филтерот на традиционалните медиуми, на тоа што го нарекуваме нели стандарди новинарски. Ние имаме тука една тенденција во Македонија, секоја јавна комуникација помалку или повеќе да ја нарекуваме новинарство. Меѓутоа, тоа што во денешно време се случува е дека не секоја се работи за новинарство, знаете, разни пропагандисти, економски, политички, овакви, онакви, разни стручници за однос со јавност, ние во граѓанскиот сектор, преку тоа што го нарекуваме застапување нели на англиски адвокаси, сите можеме сега директно да се обраќаме преку своји канали кои што ние ги контролираме, без да мора да одиме низ тој филтер. И тоа е промената со која што се уште сите во светот некако се обидуваме полека да се навикнеме, затоа што тоа доведе и до други, доведе до криза на одржливост, доведе до, не знам, криза, ако е криза, тоа хиперпродукција и така. Инаку телевизијата во светот, да го ги прашате, гледано во таа содржина, од таа содржинска гледна точка, и ден се смета дека телевизијата се уште е во своето второ златно доба. Првото златно доба нели било таму крај на 50-тите години, почетокот на 60-тите, сега е телевизијата на глобално во второто златно доба. Значи, ќе се согласиме дека главниот информатор. Не би рекол, не, значи, дали е...
Тоа е за во однос работа за влијанието на тој тип на продукција. Телевизијата се помалку е главен информатор. Главен информатор се повеќе се разни онлайн платформи кои што може, но и не мора да имаат аудиовизуелна компонента. Да, меѓутоа таа содржина секогаш речиси се проверува на крај преку сликата која што ќе се добие. Па, знаете како? Некако на почетокот во примарната верзија, како што спомена Георгиевски, најверојатно каде што имаш само телевизиски дневник да те информира, сега ево особено младите нели се информираат на интернет платформите, па Значи, гледате, затоа велам, денес не само младите, дури и таа група на гледачи или категорија на гледачи од 25 до 45, 50 години, се повеќе и таа е влезена и таа меѓу другото со своите променети највеќе го продуцира тоа што се нарекува 24 часовен нели циклус на вести. Телевизијата како и печатот се уште се држат до некаде, линеарната телевизија збориме, се држат до тој циклус на вести, каде што имаш едни вести со бајле што се консумираат, едни се консумираат рано попладне и едни се консумираат навечер. Луѓето денес се навикнати да ги консумираат вестите преку цел ден, скоро во реално време, таму каде што сакаат, кога сакаат, на кој уред сакаат. Оттаму телевизијата, како и печатот, ја има таа улога на дообјаснувач, на некој што ќе појде подлабоко, на некој што со сигурност ќе им даде и слика да може да видат што се случило. Знаете, на интернет може да има видео, може да има фотографија, може да нема фотографија. Кај тие ултра брзите, нели, кои што работат побрзо и од новински агенции, информации, граѓанско новински, така. Може би збори за квалитетот на она што е понудено, ако телевизиските прилози, да речеме, еве кај нас се обработуваат во однос на добивањето на информацијата, покривањето со видео, секако тука што влегува текстот, нели, тонот, бара повеќе труд, повеќе посветување и поголема одговорност и сериозност за она што го пласираме. Целата суштина е што во денесно време изгледа дека улогата на традиционалните медиуми, меѓу другото и линеарната телевизија, бидејќи сега седиме во една линеарна телевизија, е токму во тоа што ќе треба тие основни извори информации, нели, одговорот на прашањата кој каде како што петте новинарски прашања, нели, ќе ги дознаете вие на брзина од интернет, меѓутоа ќе одите на некој од традиционалните медиуми кои што имаат, како се вика тоа, имаат цело едно наследство за себе, на професионални стандарди, на системи за работа, на системи за проверка, на уредништво, на некој што се грижи сето тоа да е спакувано професионално, за да им го представи на гледачите, за да добијат, не знам, па ќе повикате гостин некој со кој што ќе разговарате за тоа што се случило, па тој ќе се обиде да објасни и ќе успее или нема да успее да објасни. Меѓутоа, дека во таа смисла, да, традиционалните медиуми денес се повеќе се претвараат или се очекува нив да се претворат во некој кој што ќе даде, кој што ќе ги обезбеди и контекстот и малку подлабоката слика за тоа што веќе сме дознале дека се случило од супер брзите, нели, извори на информации, дали се работи за социјални мрежи или се работи за специјализирани известувачки, новинарски операции на интернет, не е ни толку битно, меѓутоа таму генерално ќе ги соберете најосновните информации. Традиционалните медиуми, вклучително и телевизијата, треба да ги повикаат актерите, да се разговара со нив, да видиме кој бил тука вклучен, што точно се случило, зошто се случило, така да. Георгиевски, каква е според вас моменталната состојба во медиумскиот простор на Република Македонија? Еве и ние одбележуваме веќе една година во медиумскиот простор, може да коментираме и за останатите телевизија, може и генерално земено. Значи вака, медиумскиот простор, значи и македонскиот медиумски простор, како и секаде во светот, не може да ги избегне тоа глобалните трендови. Притисокот на дигиталните технологии, притисокот на новите практики и пракси, на медиумско известување, медиумско работење, тој притисок на нови играчи што се појавуваат, нели, и директно комуницираат со јавноста. Кај нас скоро сите сектори на медиумско работење, зборувам тука и за печат, и за радиодифузни, односно аудиовизуелни и радиомедиуми, дури и интернет, сите се во една длабока криза на одржливост. Пазарот е многу мал, ние имаме експоненционално, мислам, знаете, тоа е, како се вика тоа, неколку пати е поголем бројот на медиуми од тоа што може пазарот да го држи.
Таква ни е и структурата, ако сакате, националната економија. Ние имаме малку огласувачи, главно огласувачите се или странски компании кои што продаваат нешто тука, или се некакви услуги, тој е ограничен број, не знам, осигурителни компании, банки, телекомуникации, продавачи на коли, имаме нешто малку, автомобилска индустрија, нели, детергенти, средства за домаќинство, и тоа тука отприлике се прекинува. Ние сме сега ставени во апсурдна ситуација, не знам, дека целиот, да речеме, телевизиски сектор, на кој што моментално имаме 51 играч, 51 телевизија на различни ниво, од кои 3-14 емитуваат со национална лиценца, треба да живеат од помалку пари од што Netflix, да речеме, кој што е тој големиот бегемот што сега руши се наоколу, слонот во тој дуќанот со порцелан и стакларија. Не Netflix, Amazon Prime моментално снимаат серија врз основа на Господарот на прстените, и тие ќе трошат за една епизода $20 милиони. А кај нас се очекува целиот телевизиски сектор, од радиодифузниот сектор, да живе тоа. Веќе неколку години нашиот радиодифузен сектор во целина, според извештаите на регулаторното тело, произведува нето загуба. И ситуацијата е многу тешка, пазарот ќе мора да се консолидира, ако сакаме да добиеме и квалитет, затоа што тоа се одразува меѓу другото и на квалитетот. Тоа сакав следно да прашам, право пропорционално влијае на намалување на квалитетот? Бидејќи де факто сега да не звучиме нискромно, меѓутоа ние дека се гледачот или публиката консумира генерално до сега бар било изминативе години. Ве разбирам. Зависи за кој тип на телевизиска содржина зборуваме. Принудени се нашите телевизии да се движат се повеќе кон што е можно поевтина програма. Таа што ја продуцираат и таа што може да ја набават. Некоја математика, скоро, например, ја правев математиката за локална телевизија, не можам да зборувам за национална, затоа што кај нас е многу тешко да се дојде до податоци, нели, околу адвертајзинг пазарот, колкави се цените и што и како. Меѓутоа, за локална телевизија секунда програма не треба да ги чини повеќе од 2 денари. 2,5 денари. За 2,5 денари по секунда програма вие не можете да произведете скоро ништо. И тоа ги тера телевизиите да го полнат својот прайм тајм, кој што традиционално е извор на најголеми приходи, кога, нели, пред да се променат навиките, цело семејство се собирало пред телевизор, па гледало, не знам, или добра шоу програма, или добар квиз, или некаква квалитетна игра на програма. Сега сето тоа се пополнува со програми од овој тип. Не велам дека тоа не квалитетно, меѓутоа е атипично за комерцијална телевизија, да речеме. Најголемиот дел од прайм тајмот е со такви програми кои што се де факто најефтини за продукција, затоа што сценографијата е потребна. И сега не велам дека е тоа неквалитетно, меѓутоа комерцијалната телевизија особено треба да задоволи некои други потреби, освен потребата да се расправа за политика или за било кое прашање. Таа секако треба тоа да го прави, доколку може тоа да го плати и доколку може. Меѓутоа ние губиме во тој дел и затоа младата публика посебно, а и публиката генерално ни се сели на странски или на регионални канали кои што им нудат, не знам, лайв спорт, кои што им нудат квалитетна игра на програма, најновите серии, малку порано. Тоа е отприлика тоа. Па верувам дека целта на еден ТВ, односно не верувам, него сигурно сум дека тоа ни е главната цел, да се разбие тој шаблон, да се внесе некоја поинаква свежина и она што затоа го споменав прашањето, верувам дека и во неформални разговори со обичен гледач, со обичен граѓанин, публика, и самите споменавте дека менуваат, односно преферираат странски канали затоа што нашите домашните не нудат никаква квалитетна програма. Не е тоа само дневно информирање. Зборуваме за сопствена продукција, квалитетни емисии, нека се и од политичкиот дел, меѓутоа секако офадени и забавниот. Кулинарски или без разлика било какво нешто што треба да се понуди, а не се, еве да се изразам, турски серии, да речеме. Па јас токму затоа сакав Дејан Георгиевски баш да ве прашам, бидејќи рековте дека прайм тајмот се исполнува, нели, со
емисии од ваков калибар. Јас чисто се сомневам дека во македонскиот етер од тие 51 колку се телевизии, дека 2, 3 или 4 продуцираат своја програма. Се друго е купени ефтини серии кои што многу лесно се купуваат, а многу добиваат од бидејќи се гледани, па добиваат и од маркетинг делот. Гледате сега, телевизијата низ целата своја историја е страшно скапа играчка. И продукцијата телевизиска е скапа и цената на телевизиската продукција постојано расте. Затоа што се подига нивото на квалитет, особено ако видите на Запад, телевизијата сега моментално е поинтересна дури и за оние холивудските автори, за блокбастери, затоа што произведува и поквалитетни приказни, има повеќе време да ги раскаже и така натаму. Кај нас сме ние осудени, да речеме, кај нас вие не можете да видите, не се сеќавам кога последен пат, ние сме некоја наша телевизија купила серија што е во премиерна или во втора сезона. Генерално чекаме да дојде некоја серија во својата 5-6 сезона, па ние тогаш да ја купиме првата. Сега младите, благодарение на интернет, идната публика која што треба да ја привлечете и која што треба да остане, која што треба да ја градите за понатаму, таа веќе тоа го гледала. Тоа не е интересно. Веќе ни турските серии не се ефтини. Не е ова ситуацијата пред 10 години, кога просечна епизода на турска серија коштала $650-700 долари, сега најефтината турска серија, колку што знам, од тоа што може да се најдат податоци на извештаи на интернет, кошта околу $5000 по епизода. Така што ништо веќе не е ефтино. Кај нас е, повторувам, проблемот е што пари нема за никој. Никој не сака нормално да се откаже, таму сите најголемиот број од нашите телевизии се основани пред 20 години и веќе луѓето се навикнати и не сакаат едноставно да се откажат од тоа. Ќе биде неминовно тој пазар да се редуцира. Најубаво е било тоа пазарот ние да го ставиме за да бидеме сите нели среќни и весели и да нема никој грижа на совеста тоа пазарот сам да го реши, меѓутоа на нашиот пазар тоа досега слабо му идеше, што предизвика уште една негативна последица, а тоа е што медиумите се лесно подложни поради слабата одржливост, се лесно подложни на притисоци пред се од економска природа. Тоа да речеме претходната влада совршено добро го искористи за најбезобразно да ги корумпира со мои и твои, со негови, со наши пари, со јавни пари. Ај бидејќи се движиме кон крајот на разговорот, да позборуваме кратко малку и за новинарството во телевизиите. Ако претходно изминативе 10-11 години зборувавме за заробени медиуми во заробена држава, тенденцијата, барем изминативе 3-4 години е на квалитетно новинарство, мислам дека е во пораст и е за пофалба. Барем тоа е мој впечаток. Ако претходно беше се регулирано, сега малку послободно се работи. Колку тоа, не знам сега дали се согласувате или не, но колку ако се согласувате, колку тоа помага за да се врати довербата во телевизијата? Гледате, на довербата мора да се работи, на односите со публиката мора да се работи нон-стоп. Една грешка е доволно да ја подкопа целата доверба. Би се надоврзала и генерално има ли напредок во однос на професионализација на медиумите? Па имаме еден друг проблем. Реков, телевизиската продукција е скапа и телевизиското новинарство е скапо, како и секој новинарство што е скапо. Новинарството генерално троши многу пари, чини квалитетното новинарство. Вие треба да испратите екипа, па да покрие нешто, треба да имате мрежа домисничка. Кај нас тој општ недостиг на пари се огледува и во тоа што редакциите генерално, не зборам за сите, се далеку од потребниот, да речеме, персонал што треба да го имаат. Па новинарите мора да произведат 3-4 истории дневно, не зборувам сега само за телевизија, но за било каде, за онлайн, за печатените медиуми. Значи, малку потешко им да се концентрираат на една одредена приказна, па таа да ја истрежат, затоа што мора да произведат одреден квантум, одреден број на веси, за да се пополни, не знам,
неколку страници или да се пополни одредена минутажа на телевизија. Генерално состојбата е перципирана, на ниво на перцепција е перципирана како многу послободна, како со многу помалку притисоци. Тоа мора да признаеме е делумно заслуга на оваа власт сега, затоа што и таа изгледа прилично цврсто решена, или барем така во најголемиот број случаи се однесува да не се меша во работата на новинарите. Меѓутоа, на тоа ниво на систем медиумски, многу малку работи се променети. Пазарот останува и ќе остане презаситен, подфинансиран. Уште некое време кое е тешко да се предвиди колку ќе трае, доколку не пробаме во сегашната ситуација, нели, глобална, повторно на цена се враќа тој така наречен регулаторен пристап. Тоа се случува сега со социјалните медиуми, со онлайн медиумите, поради поплавата на лажни вести и злоупотреба на тие платформи, што намерна, што ненамерна, во пропагандни цели. Така што новинарите се тие, знаете. И претходно беа истите. Млади новинари, за жал, се помалку имаме во Македонија, затоа што се помалку млади гледаат тиднина во таа професија, во кариерна смисла или во смисла, не знам, на заработка. Така што се помалку млади се запишуваат на студиите, меѓутоа новинарите се исти. Нас ни требаат длабоки промени во системот кој што треба да им овозможи на нив да работат својата работа без притисоци, слободно и за некаков надомест кој што ќе им овозможи, ја не би рекол сега некакво богатство, никој никогаш не се збогатил скоро од новинарството, меѓутоа барем еден иоле пристоен живот. Тоа денес во новинарството веќе подолго време и на глобално ниво, не само кај нас, е се потешко. Бројот на новинарски работни места по редакциите е намален за 45%, скоро на глобално ниво. Дејан Георгиевски секогаш има многу што да се зборува на оваа тема, но ќе оставиме за следен пат. Секако ви благодариме за одвоеното време, гостувањето е роден денско во 1 ТВ, а ние правиме почитувани тука кратка пауза, па се враќаме повторно назад во студиото и колегата Дејан Андоновиќ со анализа на најновите светски настани случувања. Среќен роден ден, 1 ТВ. Не случајно го одбравме бројот 1 како име на оваа телевизија. Ние го заслужуваме бројот 1. Ние сме број 1. Среќен роден ден, 1 ТВ. 1 година, 1 ТВ. Понеделник, 1 април, 20 часот и 30 минути. Директен пренос од роденденската прослава на 1 ТВ во Македонска филхармонија. Спектакуларно концертно и мултимедијално доживување. Изведувачи: Македонска филхармонија, Тамара Тодевска, Владко Лозановски, Владко Стефановски и хор Злата Мегленска. Бидете со нас. 1 година, 1 ТВ. Се ближат изборите за нов шеф на државата. Не очекували кампања различна од претходните? Какви пораки ќе се испратат во изборните слогани? Што може да се очекува од јавните настапи и каква реторика подготвуваат кандидатите? Соочување на шефовите на изборните штабови на ВМРО ДПМН и СДСМ, Игор Јанушев и Александар Кирацовски. Во Централниот дневник на 1 ТВ. За предизвиците со кои Вечерва. ...23 часот. Не пропуштајте го стартот на 4-та сезона. Од приказната која вие ја баравте.
Brexit do? Please stop it! Stop it! Борбата продолжува. Lagertha will be banished to wonder where she will. Викинзи. Се раќаме назад во студиото и со колегата Дејана Доновиќ, со кого ќе дискутираме за сите оние светски теми кои што се во фокусот. Дејан, пред се Британија денеска требаше да ја големиот напушти 29 март, да, кога очекувавме пред 3-4 месеци дека денешниот ден дури и како редакција веројатно требаше многу повеќе да се подготвиме што ќе биде, како ќе биде, да отвориме вести денеска. Брекзит, да. Велика Британија ја напушта Европската унија, вест број 1. Но не ја напушта, денеска се гласа дел од тој договор за Брекзит, делот што се однесува на условите за излегување. Само на условите за излегување, но не и за идните односи какви ќе бидат помеѓу Лондон и Брисел. Значи, Тереза Меј денеска по трет пат ќе се обиде, веројатно и последен пат, да ги предложи тие мерки, односно тој дел, откако пред 2 дена, нели, беа отфрлени од парламентот сите 8 алтернативни предлози кои беа во нејзиниот пакет, меѓу кои и организирање на нов референдум, нели, за излез и евентуално сите оние работи кои би се направиле Брекзитот да не помине без договор. Значи, тие денеска треба до 12 часот вечера, до 20 практично до 23 часот по нивно време или до 24 часот по наше европско време да донесат одлука дали ќе прифатат некој дел од овие предлози на Тереза Меј. Доколку ги предложат, доколку ги прифатат, по се изгледа дека нема да ги прифатат, тогаш Британија ќе излегува на 22 мај на заклучно со датата на одржувањето на европските избори. Доколку не ги прифатат, ајде да не шпекулираме однапред, тогаш Британија ќе мора на 12 април да ја напушти Европската унија без никаков договор, што ќе дојде до оној така наречен тврд Брекзит. Само ќе потсетам дека Тереза Меј во пресрет на денешното гласање понуди низа компромиси со парламентарците, меѓу кои и она ветување дека ќе се повлече од премиерската функција, ако е она причината за сите тие тврдоглавости на британските пратеници. Од друга страна остана и понатаму спорот и проблемот со така наречениот бекстоп или ирската граница, а тоа особено прави проблеми бидејќи да потсетам 10 гласа во парламентот се токму од ирската унионистичката, да кажеме, партија која сака да остане европската граница на Ирска со Северна Ирска при евентуален Брекзит невидлива. Од друга страна, доколку тука не успеат да се договорат, пратениците, пак ќе повторам, Британија на 12 април ќе мора да излезе без ikakov договор од Европската унија, за да причекаме да видиме што ќе биде. Да, што значи дека ќе има уште многу што да се анализира околу. Ќе видиме денеска би требало барем, јас не знам дали во моментот трае таа седница, но до 23 часот вечера, повторно ќе кажам, ќе биде жустро, ќе видиме што ќе испадне се тоа. Андоновиќ, исто така она што повторно е во фокусот, често сме коментирале, меѓутоа Венецуела, опозицијскиот лидер Гуаидо доби забрана за вршење на јавни функции. Интересно е дека ја доби забраната од државниот ревизор, оној кој би требало да иде избран според уставот на Венецуела, институција, значи ревизорот треба да е избран токму од парламентот, каде што е Хуан Гуидо председател. Тие му ја забранија на 15 години вршењето на јавна функција, на 15 години ми се чини дека е рокот. Една од причините е проневерата на Гуидо на околу 100.000 американски долари во своите патувања кои не можел да ги правда, па оттаму и државниот ревизор на Венецуела одлучил дека тој не ги оправда тие пари, не може да се бави со оваа функција.
што се разбира самопрогласениот претседател и претседател на Венецуелскиот парламент тоа го отфрли и го нарече политички притисок, и контакт групата за Венецуела која е составена од тие латиноамерикански држави во посредство на САД го осудија ова однесување на актуелниот претседател Мадуро кон Хуан Гуидо, велејќи дека е тоа некој притисок. Она што е интересно во Венецуела, а што малкумина, барем по медиумите гледам дека пишуваат, е обидот на самопрогласениот Хуан Гуидо, кој е признан од 50 држави во светот како нов претседател на Венецуела, има испратено по европските држави паралелни амбасадори, значи покрај оние амбасадори кои се пратени од Мадуро изминатите години, но интересно е дека сега во европските држави има по двајца амбасадори на Венецуела. И она што е најинтересно у целата приказна е што самите држави како што е Германија, кои го признаа Хуан Гуидо како претседател на Венецуела, не му го прифаќаат амбасадорот, што дополнително направи тензија да не се знае кој е со кого таму на власт. И она што е последно што сакам да го кажам, а тоа го анализиравме и во вчерашното отворено студио, е отворената поддршка на Холандија, која и даде на Соединетите Американски држави еден свој остров кој се вика Курасао. Тој остров е многу блиску јужно од Венецуела и е поранешна холандска колонија, значи ја отстапи Холандија територијата за воените потреби на Соединетите Американски држави, каде што американците ќе стационираат ако веќе и не ставиле авиони и останата воена опрема и војска, и се очекува дека евентуалниот воен напад врз Венецуела ќе биде изведен токму од тој остров, ако се земе во предвид дека ниту Колумбија, ниту Бразил не му дозволија на Вашингтон да стационира трупи и од таму да го направи нениот напад. Така да ќе видиме таму што ќе се случува во наредниот период, ако земеме во предвид дека и русите имаат војска, па може да дојде до некој конфликт. Да, ќе анализираме секако од понеделник. Здраве Боже во отвореното студио 1. Ние тука веќе се одјавуваме со колегата Чаловски Андоновиќ, ти благодариме. Останете почитувани со нас. За кратко следуваат вестите на 1 ТВ и колегата Александар Петрески. Среќен роден ден, 1 ТВ.